оценуваше и неговиот старт и исклучувањето во раната фаза од мечот, па загубија фудбалите на Башкими, потоа беа поразени и од Шкендија во Тетово со 2:1, меѓутоа со ист резултат му се владаа во Хабибула. Бек сега на десната страна се претва на топката, кој што е повторно Пановски. И ево сега Пановски, ова двојно преигрување може да центрира, голема шанса. Гостите водат 0:1 во 6-та минута од превод. Слободен голманот Јовчевски уште пред да дојде до контакт со една брза комбинација, двојно преигрување таму на гостинската екипа и повторно матиране на одбраната и изворено одигра Пановски и Симоновски за Хаджич да го открие резултатот уште во 5-та минута на превод. Не почнува добро Пелистер. Брзо и комбинаторно одигра, многу простор оставија тука за центаршот и во средниот ред домашните, а Лини успеа да пресече таму по обид за центаршот и на другата страна веќе одат во транзиција гостите. Повторно беше ова шанса за Симоновски, да го штеднаш. И имаше одлична позиција Симоновски, но ниту шут, ниту центаршот во голаут како нова. Иако е најдобар стрелец е Филип Алексовски, кој што има 3 гола. И сега повторно во транзиција, земена топка, опасна е ова ситуација. Брани голманот Јовчевски победот на Симоновски, вториот обид изблокиран од Ристевски на теренот. Да, бара знак од судијата во ѓавна на Аворнио, победува напад. Многу простор повторно става домаќините и еве ги таму. Неверојатно колку лошо делува одбраната на Пелистер. Не ја научи лекцијата во изминатите два надпревар, овој ќе трет. И 0:2, Хаджич 2 гола досега во овие 20 изминати минути. Лошо е за Пелистер. И еве, само што споменав дека многу простор оставаат и во оваа ситуација и ова веќе го сега предпоставува. Погледнете, уште една. Од место не делуваше нешто опасно, но ова беше поопасно. Горниот, погледнете колку простор имаше. Таму само кратко одбиена топката за Хаджиш, а ова е од место од поле, што се вели. Еден шут. Меѓу носете на противничкиот одбран минути судичко допълнување, меѓутоа агресивен Аскар Хабибула. Афганистанецот во тимот Хаджиш тука над голот. Имаше тешка позиција, но во поразот од Македонија Ѓорче Петров 2:1. Можна сега да Гроздановски, предлого се местеше и натам Гроздановски, имали пенал, да. Еве таа упорност на екипата на Пелистер, 53-та минута од преворот, категоричен е судијата Пилешков. Ќе бараат сега образложение и еви трет пат. Мина тука покрај Мурати. И стартот беше од асистентот на првиот гол, Пановски. Метри. На и брани голманот Јашар, неверојатно како успеа да го погоди Ристевски, па сега статива, колку му треба на Пелистер за да дојде до гол. Неверојатно, немаат среќа, па немаат. Глава беше, да видим уште еднаш. По средината, со нозе таму одбрани, Маријан Ристевски со глава. Можеше да види тоа атрактивен гол, меѓутоа пречката сега се некако против Пелистер, но мора да играат и против тоа. Некако да го скршат мразот во зоната на шут. Ристовски, Петковски бие превисок. Има жалба кај Пелистер, 15-16 минути. Има и пенал, 4-5 акции, но нема завршница. Се уште не. Но се повеќе се закануваат. А забележувам дека на клупата на Битолчани се подготвува уште една замена. Повратно од Белич, повторно Спировски прием, ќе дојде ли позиција да бие? Не. Ќе нафрли Филип Миленковски. Добро за Спировски. Еве таа
Izvanredna akcija, konečno ekipata na Pelister dođe do gol. To je ono što se gledaše jednostavno, mirisaše u vozduhu što se veli. 20-21 minuta igra Pelister kvalitetno u vtorото полувреме, падна тимот на Башкими. Може би порано нешто требаше да дојде до овие замени, меѓутоа немаше прекин досега и еве сега тројната замена, меѓутоа се враќа на известноста. Оно што спомена претходно, има време до крајот и тоа многу за Пелистер конечно да заигра и за овие млади момци кои што очигледно им држат лекција на поискусните, на повозрастните во овој надпревар и воопшто во оваа фаза од првенството. Еве уште еднаш изворедна акција, Спировски, па потоа Миленковски изворедно нафрла и на крајот завршница на Спировски за 2:1. Сега е веќе се отворено. Гостински против Шкинди на домашен терен, па доаѓа Силекс како опонент, еве уште еден одличен удар во случајов на Расулјме, може би ќе одеше топката и горе над пречката, ево уште еднаш да. Меѓутоа за секоја сигурност одбрана, а сето тоа носи посериозни од играчите на теренот. А и без жолт картон на овој надпревар до сега. Еден фер и коректен во тој сегмент. Сега на Пелистер ќе му се брза. Сигурно и црвен картон. Еве, до сега немаше меѓутоа црвен картон за некој од клупата на Башкими. Да, сигурно имало некоја опасна топка и сепак била топката во голаут. Таму здрав. Да, ова е голаут сигурно. Тоа беше судено од четвртиот судија, односно од помошникот судија и прифатено од главниот арбитар. И крај на надпреварот. Башкими успеа да слави во Битола со 2:1. Откако два гола гостите од Куманово постигна во раната фаза од надпреварот во 5-та минута кога Хаџич го отвори резултатот, потоа во 19-та истиот играч зголеми на 2:0. Тоа беше период во кој што Пелистер играше конфузно, лошо го отворија битолчени надпреварот, а по 30-та минута по тројната замена во домашно